Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате 10.000 вакцинирани граѓани во регионалниот вакцинален пункт во Тетово. Почна изградбата на регионален центар за аутизам во Гостивар со локација кај поранешниот коледж. Осумнаесетти мај е светски ден на музеите. Музејот на Тетовскиот крај чувар на историјата и културата. Десетилјади вакцинирани граѓани во регионалниот вакцинален пункт во Тетово. Општинските власти оценија дека процесот на имунизација тече без проблеми. Апелираа граѓаните да ги почитуваат термините за да не се создаваат гужви. Во регионалниот вакцинален пункт кој се наоѓа во спортската сала на медицинското училиште во Тетово, од почетокот на вакцинацијата 10.000 граѓани примиле вакцина. При денешниот увид тетовската градоначалничка Теута Арифи оцени дека процесот на имунизација тече без проблеми. Денеска сме тука за да заедно се информираме во однос на текот на масовната вакцинација која се одвива овде во пунктот во Тетово. Од информациите кои ги добивме, заклучно со денешниот ден, ќе имаме 10.000 вакцинирани, што фактички беше и целта да имаме што повеќе граѓани кои ќе успеат да се вакцинираат. Значи, според бројот, како иде бројот на пријавените, толку и се праќаат значи вакцини во пунктовите. Бев информирана дека во логиката или со линијата на пријавените, то секогаш значи ќе има на лагери додатни вакцини за да се стигне до вакцинација и после тоа нормално до ревакцинација на сите овие граѓани кои се вакцинирани. Искуството тука покажува дека вакцините се сигурни, граѓаните немале проблеми, напротив, добиваат една многу поголема сигурност и гаранција. Се надевам дека што побрзо завршуваме со возрастните, поголемите возрастни групи, побрзо ќе стигнеме и до помладите, кои се активни и е важно, например, исто така да се вакцинираат. Значи, ово нема друг начин како да постигнеме колективен имунитет, освен овој начин. Процесот на имунизација во моментов се врши со вакцина од кинеската компанија Синофарм, а термините се закажуваат според возрастната категорија. Значи, старозната граница се одредува од мој термин според бројот на пријавени, така што заклучно мислам дека беше 13. Беа повикани сите што беа пријавени до 30 април. Тогаш дури беа повикани и граѓани од 18 години нагоре. Сега повторно се враќаме за новите пријавени од во месец мај што се пријавени, пак оди таа скалесто според годините, така што денеска е по возрастна група, вчера беше од 40 до 72 години, утре пак имаме возрастна група, значи тековно си оди според пријавувањата во вакцинација марка. Инаку напоредно со зголемениот интерес за вакцинација се намалуваат и бројките на ново заразени со COVID-19. Во Тетово и околните општини има 118 активни случаи заклучно вчерашниот ден. Од почетокот на пандемијата во овој регион се регистрирани вкупно 7189 COVID диагностицирани пациенти, од кои 6739 се оздравени, а 305 починати лица. Коронавирусот не ги напаѓа само белите дробови, туку и другите органи како бубрезите, црниот дроб и цревата. Лекарите уште еднаш потврдуваат дека се работи за вирус кој предизвикува сериозна болест. Вирусот е доста разорен. Вирусот пред се го напаѓа, ги напаѓа белите дробови. Ја уништува нивната градба, уништува, понатаму ги напаѓа црниот дроб, го напаѓа бубрезите, ги напаѓа цревата, ги напаѓа, бидејќи ние сме го нашли вирусот дури во цревната содржина со бриз. Вирусот е доста опасен, разорен, ги напаѓа крвните садови, предизвикува воспаление, така наречени васкулити, предизвикува една целокупна лоша состојба во организмот, која што може да резултира со смрт.
Смртноста од коронавирус во земјава е на високо ниво, особено после третиот бран кој однесе многу човечки животи.Оздруженијето на приватни лекари велат дека причината за високата смртност може да е количеството кислород кој пациентите го добиваат за време на болничкото лекување. Мислам дека и преголемите дози на кислород исто така штетно влијаат. Тоа исто како бебињата кои ги ставите во инкубатор, знаете, долго време кога се исто прават штетни последици високите дози на кислород. Не дозволивме во ниеден момент да се блокираат болниците. Можете да ги земете бројките колку секој матичен доктор лекувал, третирал, значи таа статистика има во базата на мој термин и колку луѓе од тие останале живи. Значи тој процент е многу висок. Почна изградбата на регионален центар за аутизам во Гостивар со локација кај поранешниот колеџ. Установата на едно место ќе ги пружа сите терапевски услуги што им се потребни на аутистичните деца и ќе биде од голема помош за родителите. Семејствата кои имаат деца со аутизам од Гостиварскиот и поширокиот Полошки регион ќе добијат центар за професионална помош и поддршка. Во Гостивар, на локација кај поранешниот колеџ, започнаа работите за уредување на регионален центар за таква намена. Сите терапевски услуги што им се потребни на аутистичните деца и родителите ќе бидат достапни на едно место. Иницијативата е на Сдруженијето Blue Puzzle. Просторот и поголемиот дел финансии се од буџетот на општина Гостивар, а за уредување и опремување се обезбедуваат и донации од бизнис заедницата. Веќе започна работите, знаете, пред тоа имаше договарање со Министерството за труд и социјала, пред тоа со едно приватен колеџ со кој што успеавме да училиштето се тргне тука и да се изгради модерен центар за аутизам и сега веќе почнаа работите околу тој центар и во двете фази на изведување финансира општина Гостивар, меѓутоа има и донатори кои што помагаат во целата изградба и завршување на центарот за аутизам. Ние се надеваме дека во септември ќе се пушти во употреба и децата кои што имаат такви потреби веќе во септември ќе бидат тука и ќе почнат да работат со професионалци во областа на логопедија, психологија и дефектологија, тие што се компетентни за третман на тие деца. Во работата на центарот ќе биде вклучена и стручна комисија за проценка на децата, што ќе биде од голема помош за семејствата, да не мора за таква цел да патуваат до Скопје. Во истиот објект планирано е да се уредат простории и за центар за деца со попречености. Исто така планираме тука да биде дел од овој центар, да биде и центарот за деца со посебни потреби. Тоа е посебен дел кој што ќе биде изолиран, меѓутоа ќе користат иста кујна и двата центри. Тоа е тоа, да се надеваме што побрзо да дојдеме заедно и да снимиме како децата се третираат и се згрижени од професионалци. Точна статистика околу бројот на деца кои се соочуваат со спектар на аутистични нарушувања не постои, но според сознанијата на стручните лица, во Полошкиот регион ги има околу 200. 18 мај се одбележува како светски ден на музеите. Тетово и околината може да се пофали со установата музеј на Тетовскиот крај кој располага со 2 спомен куќи, предмети и експонати кои сведочат за важните историски моменти и начинот на живење на населението во минатото. Чувар на историјата и културата во Тетово и Тетовско, музеот на Тетовскиот крај во себе ги содржи приказните за важните историски моменти, животите на народните херои, начинот на живењето во минатото, како и занаетите на граѓаните од овој крај. Постои уште од 1950 година, располага со 2 објекти, куќата на Јовановци и музеот на Ѓоце Стојчевски Амбарче. 18 мај се смета за светскиот ден на музеите. Директорот на музеот на Тетовскиот крај Миќо Стојчевски ни раскажа како функционира установата. Нашите музеи се историски музеи, се спомен куќи, но покрај тие експонати, да ги накажам куќите како експонати музејски, ние располагаме со поставка етнолошки поставки, имаме историски поставки и нормално функционираме со работилници, со изложби, со сите тековни работи во областа на културата. Моментално пак го добивме и објектот на поранешно
Арама, каде што сега во наше владение, каде нели ќе нуди поголеми можности како музеј за подобри услови за работа на музејот, каде што ќе нели нормално ќе може се возможат повеќе проекти, повеќе изложби и разни настани. Вработени тука има историчари, етнолози, археолози, и нормално од браншата административни работници, но за граѓаните секогаш е музеот за сите потреби отворен за информирање, за податоци, за секакви проблеми во врска со културата, со историјата, нели, со наоѓалишите, археолозите, имаме и локалитети тука во Тетовско, каде што се истражуваат етапно. Стојчевски додава дека постоењето на ваквите установи од клучно значење за зачувување на историјата и културата на еден регион, како и за едукација на населението. Музеот представува една установа каде што се собираат артефакти и материјали, нели, од областа на културата, науката, уметноста, каде што ние тука треба да ги сочуваме и да ги едноставно приложиме за да можат граѓаните и населението да се едуцира и да се образува во овие установи. Затоа е потребен музеј, нели, за секоја епоха, секој период од животот и од постоењето на човештвото и цивилизацијата, нели, музеите ни се потсетник на тоа, нели, се што сега учиме од минатото, да не биле тие музеи, да не биле тие установи каде што се грижа за материјалните и вредности, и пишани, и артефакти, и се тие се предмети каде што нас не ни даваат и правец за понатомаше во животот и нели самата еволуција нели учиме од минатото и затоа се потребни тие музеи, потребно да има добри музеи, квалитетни музеи каде што нели не само со да речеме тука од локално ниво или на Република Македонија каде што нели да се изложуваат артефакти или да се прават нели истражувања, односно да можеме и да нормално да носиме и други историски поставки од други држави од светот за да нели едноставно се приближиме кон цивилизацијата, кон светот, кон едноставно музеите треба да представуваат едно место како што нема граници, да се запознава и култура и традиции и се што е во областа на културата и развитокот на човештвото. По повод Светскиот ден на музеите, во рамки на одбележувањето во музејот на Тетовскиот крај, од вчера па се до 23 мај е достапна изложба на карикатури на познатиот македонски карикатурист Мирослав Георгиевски Миро. Во ресурсниот центар Ајкен во Гостивар се организираше отворен ден на кој неколку гостиварски компании ги презентираа своите баклави. Честа и задоволството да го вкусат најпознатото гостиварско благо имаа представници од училиштата и институции. Гостивар е надалеку познат по баклавата, а на отворениот ден што го организираше младинскиот ресурсен центар Ајкен, токму овој карактеристичен специјалитет беше во средиштето на вниманието. Настанот се одржа во дворот на центарот, како еден вид неформално дружење и презентација на баклави подготвени од неколку гостиварски компании. Честа и задоволството да го вкусат најпознатото гостиварско благо имаа представници од училиштата и институции, а баклава касна и градоначалникот Арбен Таравари. Сега беше Бајрам како празник, еден од најголемите празници за муслиманската заедница во Република Северна Македонија. Ние организираме денеска баклава парти, во која што тука се повикани сите институции во кои што се бават со образовен процес, компаниите во кои што произведуваат од Гостивар, во кои што произведуваат баклави и институциите од конзорциумот на Ајкен. Идејата е да неформално да се дружат еден со друг, освен квалитетот на баклавите во кој што Гостивар е како знак, ние цело време кога збориме за Гостивар збориме дека навистина има квалитетни баклави. Идејата е да може тие компании да се представат пред бизнис заедницата за да може да се прошири тој бизнис зашто да не е надвор од Гостивар. Младинскиот ресурсен центар Ајкен во Гостивар беше отворен во февруари годинава, а функционира како место за бесплатни обуки и едукации за младите, кои треба да им помогнат во вработување и самовработување. Наменет е за млади невработени до 29 години, ученици, како и бизнис секторот од целиот Полошки регион.
Пронајдена дрога кај неколку лица од Гостивар. Приведен 21 годишник од Република Албанија кој извршил нелегално поминување на границата. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 50 лица, 38 лица од Тетово и 12 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 4 лица од Тетово и 7 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 60 лица од Тетово и 30 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не биле констатирани непочитувања на решенијата. Во периодот од 24 часот на 16 мај до 4 часот на 17 мај на подрачјето на СВР Тетово не е регистрирано ниту едно прекршување на полицискиот час. Денеска околу 2 часот од страна на полициски службеници од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар, лишени од слобода се тројца 27 годишници, 39 годишник и 32 годишник сите од Гостивар. При претрес извршен во деловен објект и подрумска просторија во Гостивар, кој го користел 39 годишникот, извршен со судска наредба, биле затекнати приведените лица, а биле пронајдени и одземени кокаин, марихуана и предмети со остатоци од наркотична дрога. Лицата се приведени и задржани во полициската станица, а по документирање на случајот против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Вчера во 15 часот и 15 минути во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 25 годишник и 24 годишник, двајцата од Тетово, затоа што претходно на улица Иво Лола Рибар физички нападнале 31 годишник од Тетовски Порој. Тие биле задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им биде подготвен соодветен поднесок. Вчера околу 20 часот и 20 минути полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода тројца 24 годишници, сите од Тетово, затоа што претходно во маркет на улица Иво Лола Рибар физички нападнале 30 годишник од Тетово, при што се обиделе да употребат и остар предмет, но биле спречени. Тие биле приведени во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 22 часот и 30 минути полициски службеници од полициското оделение Камењане лишиле од слобода 24 годишник од Тетовско село, затоа што претходно физички ги нападнал неговите баба и дедо од истото село. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе му биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 14 часот на место викано цигански гробишта во атар на село Јажинца Тетовско, полициски службеници од полициска станица за граничен надзор Рогачево привеле 21 годишник од Република Албанија поради постоење основано сомнение дека извршил илегално поминување на државна граница и поради преземање на мерки за утврдување на идентитет. Лицето било предадено на полициски службеници од СВР Тетово, а по документирање на случајот било спроведено до граничен премин Блато.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.